А и со Драган имавте комуникација и за Боби, да? Да, имавме комуникација. И Драган беше, го имам и мејлот конкретно за описот на песната. Ми рече, кога ми кажавте дека ќе ја преработите, од која слушнав, баш вака сакав да биде песната. Да биде преработка на моја некоја песна. Да. Кога веќе збориме за, мислам, јас прво кажав идејата дека имаме идеја да ја преработиме песната, он рече нема проблем, само би било драго ако може претходно да ја слушам. Да, слушам пред. Ја реков тоа би било единствениот начин, пошто сакам авторот тој што е напишал песната, јас знам од мој аспект бидејќи јас го правам истото. Мора да рече ова е тоа што го имам, сум го имал како визија. А не може секој да се реализира, можеби некогаш Стинг е добар за тоа. Имаш повеќе начини како би ја представил песната. Имаш некоја песна Роксен на Стинг, он сами прави 10 различни аранжмани на 10 различни турнеи. Работки така натаму, да. И сега кога се случи Боби баш ме гајле, ја слушна песната и ми кажа токму вака ја замислував дека би ја преработиле. Ако веќе сакам да биде преработена од бенд, баш вака сакам да звучи. Кога ќе те видам, убава моја, заборавам на се, те гледам само тебе. Кога ќе те видам, убава моја, толку лесно светот го заборавам. И баш знаевте ли дека ќе ви се случи убава и се тоа што се случи по неа? Знаевте ли дека убава е песна која што веројатно ќе остане? Сега е ајде да не изборуваме и прогнозираме, ама и сега е, ајде не може да е evergreen заради тоа што нели не поминало време и така натаму и така натаму. Меѓутоа е песна која што ја сакаат сите. Да. Тоа не може да го знаеш однапред како автор. Ти си премногу внесен во тоа што го правиш. Таа може да го знаеш само некој, не знам, најтежок антиталент и антимузичар. Да ја слушни да рече, само тој има до толку изострени сензори, што не сака музиката, не знае како е процесот на создавање, да се внесеш во креативен момент, пошто многу често тебе ти е добро, тоа не значи дека и на другите не е добро. Ким се биница, да. Да. Е некој што е така толку незаинтересиран, тој може најдобра проценка да направи за која песна ќе биде добра и ќе остане по не знам колку години. Верувате дека, мислам, знаете веќе дека после ова што се случи на убава дека таа ќе биде песна која што веројатно како и не знам чија си, не знам такви некои песни ќе бидат песни кои што ќе се спомнуваат со години, по години. Многу е далеку тоа за чија си треба многу пат да се. Така е, да. Добро не е се чија си прва, да, ми тек нама. Добар замав зема песната и коментарите на луѓето на кој начин ги допира. Одат во тој правец и би било супер ако песната опсти и го разобавува денот и животот. Кажи ми сега што е овој тефтер? Овој тефтер? Што знае да кажете? Овој тефтер многу знае, така да бој да го запалим. Ама тука ќе изгубиме многу рефрени и текстови. Нема да ги изгубиме, пола се снимени, пола се у глава, ќе ги доснимиме. И кога е глава? Во тефтеров овде е мојот Каде стои овој тефтер? Мојот неред. Неред. Мојот неред е овде. Да. Моите мисли што пренастане во фрази, што пренастане во строфи, рефрени. Како тргнува се и кога е инспирација никога прашувам? Не ме боја. За вас прашувам, не прашувам за некој друг, нели, како да работите. Кога се создава, прво доаѓа рефрен, строфа, како се случува? Ти поима немаш кој доаѓа и кога доаѓа и како доаѓа, и немаш поима зошто доаѓа. Шука на врата или без шукање? Не, влего е директ, крши врата. Добро. И тебе ќе те мавне од. И потоа? Ама прво треба да си искрен према себе и да остаеш така. Да. Значи не да подотвараш врата да видиш да не случајно доаѓа или да ја заклучиш да не дозволиш да дое. Добро. А тоа зависи само од целосниот лајфстайл. Добро, што значи тоа? Па треба да си многу отворен према себе. И искрен, доследен на тоа што го чувствуваш, на емоции, да влегаш во ситуации со полно срце, да не компензираш, да не калкулираш и тогаш може вистински работи да се случат и на силен начин да допрат до тебе. После тоа ти можеш тоа да го пренесеш. Добро. Ако ти си човек што цело време калкулираш на нешто, не може да се случи песна. Нема калкулација и кога економски се завршува во музика? Не. Нема? Не, тогаш сите формули паѓаат во вода. Отпосле може да се прават формули на направена веќе песна. Што значи тоа? Например, имате економски завршено и сега, да. Музичар со економски факултет. Да. Тоа значи дека можеш да си добар менаџер, ама ако нема калкулации во бендот кој што создава музика заедно со тебе. Не, да нема калкулации во твоите 24 сати во однос на тоа што го чувствуваш. Добра. Тука да не се лимитираш. А ти калкулации кои ќе дојдат
денари, марки, евра, што сакаш можеш тука да пееш. Калкулации. Таму се калкулациите. Во тоа што го чувствуваш, не. Таму не сме да имаш калкулации. Ако имаш, нема да имаш песна. Тоа кој сака нека проба да седне без инспирација да прави песна, може да направи само максимум со се талентот до просечна песна. До тука стигаме. Песна што ќе остане, не знам, 10, 20, 50 години не се случила доколку некој не се внел во животот Да. целосно. Кажете ми како се создаде Еве убава. Ајде. Убава? Да. Убава Како тргна? Од нели фраза. Беше почеток прва фраза, беше што беше? беше почеток убава моја и тој дел е на Кристина. Добра. Нејзи се случи тој дел. И она дојде збркана еден ден, лето беше. Чекај на важдинка сега да поменам тука, пошто јас и Кристина често се правиме заедно песни. Може го знаете тоа, може не го знаете. И дојде да исфрли од нејзе неколку фразички, песнички. И немаше, она не ја издвои таа фраза, делот од убава. Не ја издвои, него 2-3 беа. И као конкретно за убава беше као ова ми е као симпатична, ама што знам некако не ми личи ја да ја пеам. Јас кога ги слушнав тие реков ова е таа. Ми личи на ние Да, пеем. јас насетив дека тоа може да прерасне некоја песна. И не знам колку дена помина, дали 1 или 2, и ја пуштив целата од почеток до крај. Со се текст и музика. И текстот? Да. Само дел строфа фалеше. Фалеше дел во строфата, иначе го имаше пола. Почетниот дел на рефренот го имаше со музика и текст. После јас се доплев со остатокот и со И како текстот. тоа, оди Бојанот пејува се тоа, кога ќе биде се готово? Не, Бојан ќе види песната каде најдобро ќе звучи, дали треба јас да ја пеам, дали треба да ја пееме заедно, машки и женски вокал или сосема некој друг изведувач.